Ај, викаш ти сега од Автоковалда од 20 игра во Сисак, па сега Тунис. Со воз од Неготино 2 дена патом, сега со Тунис, авион треба со оди. Си дојдов дома, само отидов на работа, си јавив, прими ме тие инекции што треба се. А ти го одбрани целиот надпревар со германците? Сите утакмици играм, овој ти читам, сите ги бранам ја до крај. Да. Сите ги бранам. Имав голмани, 20 И имаш. после надпреварот сите задоволни, бидејќи Како не реми со германците не е примен гол. Знаеш што значи, не сме примене гол. Ти имаш интервенции сигурно тука. Тука, од Тунис, дојдам у Белград, со авион Рим, од Рим, Боинг 777 Тунис, таа сам ноќе таму имаме и слика, имаме таму, кај беа тие сликите. Тунис, ко Тунис, и главен град и држава е. Не само таму е, кај што беше панорама, онде кај спортско вакове летовалище, со хотелчиња, со сали. Ова која година се случува? Па оваа година 66-та година, 66-та, 67-та тука негде беше. Да. Абе, завиди, 66-та до 67-та, 7 утакмици бранега. Знаеш како брку дојде утакмица? Имаше многу активности тогаш аматерската репрезентација, таа требаше да прерасне подоцна во олимписка репрезентација. Може да, и затоа многу се гледаше на таа репрезентација. Од тука, од Тунис, вегаме, се симнаме, поминаме убаво, изиграме утакмица, отидаме на игриште од Џоки, еден убав стадион кој нашиот што е на Вардар, ама доле е вака црвеница, трава нема. А зашто го спрема тој стадион, не ставиле трава, ја не знам. Со валја како што е извалјан и тако, нема така игра беше. Сега за разлика од Сисак, кој отиде таму и каш каде нема стикам што сака нека виде ше. Голман е запаѓање, нема жали. Со нив изиграме нерешено. 1-0 ни поведоа. Цобе Јанковиќ, тоа не е брзо дете беше и ти го знаеш од Звезда. Да. Му зема топката, не може со хеликоптер да го стасат камо јонак. Му влезе, му даде гол, 1-1 заврши ми таа утакмица. А ти не можеше да го одбраниш, како го приби голот? Од далеку шут или близко? Го приби голот тука, овие 20 центар халфа, де тој ќе иде, де овој ќе иде. И му дадоа простор на тунижанецот. Дадоа простор, тој до циганче влезе сам. И гол? И гол. Добро, тоа беше со Тунис, после имаше уште 5 надпревари за аматерската на Југославија. После Тунис дојде да играме со Италија, мислам беше, да. Со Италија. Со Италија на Фиорентина игришето. Во Фиренца, значи. Фиренца, да. Они не тепа 2-0. Со воз беме таму, италијаните свака час изигра поштено. И после кои беа следните настапи твои за аматерската, да ги наредиме нив, па да се вратиме на клубскиот фудбал? Следните после со италијаните играме у Љубљана. Ние ги тепаме 2-0. Значи, реванш. Реванш, ги тепаме 2-0. Германците не тепа 0-0, у Германија играме у Кобленц играме, тоа на реката Рајна едно. Да. Градче едно, не тепа 1-0. И германците. После германците дојдоа да играме со Турција у Анкара. И со турците? И со Турција изиграме нерешено. Прво ни поведоа и они исто. Ни поведоа од пенал. Му даваме ние после гол 1-1, али ја бранев таму одлично. Има 5 звезди. Отидоме со автобус, ја отидов во Ниш, од Ниш они кај што дојдоа, ме зема тука мене преку Пирот, отидоме во Анкара, преку со тоа фериблот поминам, отидоме, на враќање се вратиме паназад. У Истанбул беме едно ден и више, да си купиме нешто, си одадиме и таа утакмица заврши. Следната утакмица беше со Австрија, играме у Грац. Тоа е на граница да, над Марибор таму. 10 километра како тука нешто беше. Тие ги тепи таму 1-0 и таму седмата утакмица заврши. Значи имаш 7 настапи за репрезентацијата на аматерска на Југославија. Битно е дека бранеше на сите тие надпревари. Сега кажи ни каква беше конечната оценка од кого одбрани голот на Југославија и во тој последен надпревар, Валок и другите тренери. Што ти препорачуваа тогаш? Валок беше еден човек, како да ти кажам, еден смирен, па он беше по чин, беше генерал беше. Он доваеше со мерзест тоа време, доваеше кошот да горе. Добро, сите партизанови фудбалери беа
Он беше многу во задоволен. армијата, од капетани до Он генерали. беше многу задоволен, Беговас беше и он доста задоволен. Беговас ми понуди мене да одам ја у Раковица. Пошто он беше тренер на Раковица, а Зоран Антониевич играше кај него. И сега како да му објаснам, што да му објаснам? Јас прво сум викам за наечија. Јас сум работник, не сум ни студент, не сум ништо. Па ви како сакаш, вика, за да работиш на Раковица, прави мотори, колку што сакаш, вика, за цела Европа работи. Морам да идам дома. Па со родители, со ова, со она, бе свати човек, значи. Сите беа задоволни, Зоки. И ние беме задоволни. Сите, убаво поминаме. И ти си заврши своите настапи за Сите утакмици ги репрезентацијата на поминаме, да ти државата. кажам, сите утакмици ги поминаме убаво. Сите беме задоволни од играта. Не изгубиме се некој голем резултат, пошто прв се Не, после им се и реванширавте. даде. Само Еве на италијаните, да, например. само едино што оскакнуваат италијаните и германците, оскокнуваат од сите репрезентации, знаат фудбал да играат. Ајде сега да се вратиме на домашен терен, на автокоманда. Ти во тој период браниш за МИК. МИК е прво во Македонска лига, Да. после фузијата и влегува во втора лига. Во втора лига, така. За тие денови, таму како беше дружењето автокоманда, затоа што сите очекува да одите нагоре. Зоки, ние кога влегуваме во втора лига, дојде, мислам, со Урош легоме и знаеш да ти кажеме една екипа се комплетира екипата, се научи више еден со друг, кај трчат, кај да дај топката, кога да му даде више, али од таа екипа, ја мислам, од Вардар и од МИК немаше болја екипа тогаш у Македонија. Ние со Вардар кој сме играле, Вардар има проблем. Ај од тие играчи спомени некој сега. Па види, тука мора да го издвоам Корошевски. Корошевски бил играч Тој пред тебе беше постојано тука, центар халф. и Бошале 20, али Бошале беше На залез да од заедно кариерата. беше на времето беше одличен играч, само се порамети малку со здравјето. Кај нас пак се опорави, пак изигра многу убаво. Јоти беше нема што да збориме за него. Можеш у секоја екипа да игра. И било каде. После може да ти кажам Љубиша Николич беше еден играч што и Да, и техничар и знаеше. Вардар немаше таков играч кој што можеше да истрчи. А он и работеше и играше фудбал. А да беше, например, ко Вардар Само на фудбалот само на посветен. фудбал, Љубише ќе беше класа остар. После тука мора да го одвоам и Стеве Гоцевски. Едно да извршно крило. Јак, но нигде не се плашиш. Доки Сизов, лево крило. Тој беше поситен. Поситен беше, али ако тргне на страна, од левата страна, не може да го бутиш, го бутне јазик, не може да го бутне за жива глава. И сега у средината што да ти изборам? Торбаков, Борузов и Палич. Таа тројка беше како што Прво беше, лигашка. како што во едно време беше тројката на Милан што беа со овие со Савичеви, со оние како ги викаат другите. Да, имаше Холанџаните што беа тројцата што. Рајкер, Мајкер, сите што беа. Имаше и ОФК Београд една тројка со Самарджи, Со Сандар, со Школар да, и Сантрач, да, таа тројка. Сите на С почнува, вика трио С. Тазах, тие игри, оно сега ја не ги понижувам другите играчи од МИК. Добро, Али сега за вие ти си кажуваш вие беа- оние Ја, што беа носители на кои што па, немаше- се темелеше играта на клубот, на екипата. Јоти, кој ќе земеше топката, кој ќе тргнеше, како да бега од него, на време Бекин Бауер што беше, како да бега од него, знаеше ни фаул да направи, не знаеше, ни знаеше да удри, ни знаеше играч да испровецира. Увек бил педантен, бил мирен, бил све. И Божо бил доста одличен бек, и од друга страна Томо беше одличен бек. Љубиша кој Љубиша ти кажав, Зигуманов Цици, он беше физички, али знаеше да избега. За навалата ти кажа нема што му Добро. ветиш. Имаме Тоа петорка. е Тимо опиша кој каде Да. на која позиција е Петорка. играл и сега ме интересира да ми кажеш кој надпревар од тој период вака посебно ти останал во сеќавањето, било неизвестно,
си киксирал, па добро си бранил, така на некои средби да се подсетиш Најдобар второлигарски. надпревар ми беше со Бор последната година кој испаднаме. На стадион може и тие имаш гледам таа утакмица. Едно време што беше еден дошо истори и ние играме на стадион, играме со Бор. Бор ги тепаме, 2-0 ги тепаме тогаш. Ама една вода пред головите. Викам, леле. Ама ја малце... Ти не можеш да се одлепиш од калта, ама... И нема само фрлање како се фрлам за топката и водата како терам со семени и она излага на травата надвор. И тогаш и у новина пишуваше Лазов чиста десетка. Тој ли изгобара вчера, не може да го најдам. После у Краљево имам брането одлично. Со слога. Со слога Краљево. И убаво изиграме сите. Толку не беа могуćности, изгубивме. Али првата година, Зоки, првата година играме многу убаво, затоа и беме 6-то место у втора лига. Последно такмица играме со Железничар Ниш и ние ги тепаме, дојаме на 6-то место. Ама више немаме ние од страна некој јак вако како инвеститор да не земе, да не Да си останавте да останеме клуб, така во рамките на автокоманда. Па имавте убаво живење и дружење таму и во живење автокоманда. че имаше, и ако имаш некој паричка, никој немаш да иде надвор. Ама ако видел дека повише беа студенти, доки студира, овој студира. Мора да се живее од нешто. Мора да се живее. И затоа луѓето почна еден по еден, Стеве отиде у Брегалница, и оти полека со плячка отиде у Тетекс. Торвак отиде во работнички после во Ѓорче. Во Ѓорче. Не, у работнички беше во Ѓорче отидоа и така полека екипата почна. Ти беше на голот кога беше она славје во автокоманда, кога влеговте во втора лига. Ајде, опиши ни го тој момент. Тога беше на вистина интересно, цела автокоманда беше на нозе, го прославуваше успехот, дури и родителите, жените, децата, сите на стадион. Со се внучиња беа сите таму, со се баби, дедовци, сите беа. Кога своевреме Твоите доаѓа, мајка ти? Мајка ми, покојна од Сабале беше таму. И другите ги собира, не само она. Цело мало. Жената она, ајде викаме, фудбал има. Абе, нашите играат, ајде вика, по неготински она, нашите. Сите излагат, тука на влезени на три гажи ги пушат беспари, цикаат, викаат, понат. И Зоки кога требаше за квалификација да се играт више со Ѓаковица, дојде малце една, како ти кажам, нешто ко страфни дојде нешто затоа што си викаме една шанса утнаме таква со Југохром. Сите собрани со цвеќиња, децата сите чека, знае дека 2-1 го тепаме Југохром тамо, дома на свој терен да изгубиме. Никој не рачунаш. Ама едно време бре кога пукне еден облак. А бре тој глиште го направи сето како базен го направи. Вода. Тие од тамо кога дојдаве Зокеди, што работа тие, дали зидали или што беа Зоки. Кога се растрча, наши не можат ногата да излазат од калта. 2-1 они не тепа. Ајде на пенали. На пенали ни бупнаа сите голови, нашите 2 дадоа 3 промашија, Југохром се отиде во квалификација, ние се останаме па. А девојчињата сите со цвеќиња да прославите да прославиме дека флагаме. И сега поучени од тој надпревар. Поучени тамо, викаме, сега ни е ваа шанса, ама беме сега јаки. Имаме, одбраната беше комплет, истата екипа со Бошалевски, со Корошевски, со Анчевски, со Љубиша, со Боро, со Гоце, со Вие, значи беме комплет екип. Тука нели ги кркнеме 3-0, значи ми даде сите 3 гола. И кога дојде тамо да се оди, видиш ти неискусна управа. Нас на однесува да спиеме у Призрен. Зашто треба да играте во Ѓаковица. А Ѓаковица е каде? 20 км или 30 од Призрен. Дали е толку, не знам дали е толку. Спии себе туку у Скопје са Бале трни за саат и поси таму. Ние спиеме баш у центарот на градот у Призрен. Разборна тие таму дивјација, со колите ноќте. Вртат и цела ноќ свирки. Свирки, на торбако крвста ќе му пиеме, на торбако сите со ножи и воа. А ја и Данчо исто соба спиеме.
Викат, не ги слушаме, стави пеница на главата, спи, викам, не ги слушаме. Која полжута, бе, не се плаши, викаме, море, како, па ние нема да играме на улица, тамо, стадионе, па има полиција, има ово, има како... Ама кога дојдавте на стадион и тамо? Која отидоме Пред трибината мора да минуваш. Која отидоме тамо на стадион, кога запука автобусот, одма го зема полиција, го тера у полиција автобусот. И сега ние не флагаме, не пуши у таа врата да влеземе кај шове кабината. Туку пред публиката? На долната страна на стадионот флагаме и ни сред игралише поред публиката, на друга страна на игриште у кабината да одиме. Кога почна да фрла со шиши од оранжада, викам, вие пиени со оранжада, не дај Боже пиво да пијат или ракети испод тепат, викам. Одејќи нагоре, прво го опна Бошале, со дека му нога го удари у станокот. Се витка, Бошале стисна зуби, му знаеш што нека. Нека почва такмицата, јас ќе ви кажам, вика. Сам се избори. Флагање у кабината, Боро флага, кога го фати еден со заби, за овакото, ќе му искинеше месо овде. Боро пада туку у ходникот. Го дигнаме, го ставиме у кабина, во одека се до модро, со заби ќе го искинеш. Викам, мамо. А ни суди Младеновиќ, Савиње судија од Белград, специјално прателе за таа утакмица. Беше друг судија, ќе прекратеше, ама ој искусен. Излегуваме Зоки на терен, Лјупчо Стефковски врши пренос на горната статива до кабините, а ја треба да бранам на долната страна. На долната страна е овакото стативата е, позади нема никој и накачен на зидот сите со камењураци. Ја како ставам на гол, само ќе чуам так на овакото на стативата, ќе наведам главата. Како иде топката на кај нивниот гол, ја излагам до шестерезот, така ќе се вратам да побегнеш од стрелбата. И тамо второ полувреме беше, зема торбакот една топка, како торбак што знае. Кога му леше да трчи, абе го држа за гачи пола, вака му се гледа. Они го тегнат, он ги влече и нив, му се откачи, му излеза на голма. Сосени баб гол 4-0, па викам, мајка му става. Сега да приме 5 гола. 3-0 Скопје, еден тамо, 4-0 па сега да приме 5 гола, па срамота, па и не вредиме, значи да одим у втора лига. Заврши прво полувреме, почна второ по време, позади Лјупчо Стефков, а тука позади мене и го слушам, после Лјупчо работиме заедно у дистрибуција. Да. И само вика, Кирка, готови сме, вика, отидам у втора лига, вика. Чека нека заврши, не се секери, вика. И зборима таму, каже, Лазов излага, брани, ово, она. Палич исто така една топка му доваѓа, ги помина два тројца, му излезан гол, и он опуна гол, 2-0, 5-0. Готово е. Па сега требаше да напуштите. Сега пола треба да излезат, пола да остана, па да ни дадат они 6 гола да не тепат. И ти викам, Зоки, они пред крај на таму една гужва. Тоа не беше ни пенал, не беше, ама... Ајде, направи пенал, ја намо, отија таму, крши глава. Лјупчо вика, уште 2 минути, го слушам, па за 2 минути што сака нека правиш. Тоа каже дека Лјупчо Стефковски беше репортер за Радио Скопје, тогаш и вршеше преноси. Он и врше пренос, да. И после заврши надпреварот. Заврши надпреварот, публиката не ги видоме кога излегува, кога се отида. Затоа те прашам. А горе на ричето... Празно. А горе на ричето, касарната беше војска повише од Македонија, тамо војници. Викат, бе, не се плаше тамо пцува, знаеш, они викат. Ние сме тука како тебе, ќе влеземе со опасачи, ќе ги спотепаме, они пијат оранжада, ние пиеме вино, позади гол, викат, знаеш. И заврши такмицата, дојде автобусот со полиција тамо, си влегаме Зоки автобусот, напред полиција, позади нас полиција, излегуваме од Призрен, излегуваме на автопатот. МИК, втора лига. МИК, втора лига, кога дојаме кај Јанковиќ, кога се редиле коли, автокоманда, кој со каква кола, нешто таква. Кој запалија светла, кога почна да свират до Скопје, од тука праву победа. Бивша победа, кај беше. Да. Сега уште, ама не е таа што беше порано. Право тука, кога се собра, јаде, пие, радост, па и така и требаше. И после си почнеме втора лига. Ти во втора лига ги спомна тие надпревари со Борис Слога, значи твојата кариера постојано одеше во нагорна линија, почнувајќи индустријалец, па фузијата со металец во МИК, па потоа МИК ти беше кога се прекрсти во Скопје. Бев, ама више не беше тоа се гледаше дека више клубот
се распаѓа. Нема здив, се распаѓа. нема здив, не можеш да издржи во таа конкуренција, и финансиски и секако. Ајде да збориме маса за втора лига. Сите утакмици кај што ги играме, со сите утакмици изиграме одлично, ти кажам право. Не сме изгубили ни со 5-0, ни со 4-0, сме губили 1-0, 2-1, тука тесни резултати, сме играли нерешено, али види, напред до Крушевец бил у прва лига. Сме изиграли таму првото утакмица нерешено 0-0. Слова Крајгор е тепал. Бора Чачак, па имаше Шумадија. Шумадија исто и он не тепа 1-0. Тито Вужице. Железничар Ниш. Раднички Пирот. Раднички Пирот. И тамо Кариф 1-0 изгубиме, така 1-0 беше со Трепча, со Пришене 2 не тепа 1-0. Со Трепча таму играме 2-2 нерешно, Шуменковски ми играше таму. Значи, имаме екипа првата година и затоа дојаме до тоа место. 6-то место да ви значи, не сме биле слаба екипа. Али меѓутоа требаше да има клубот пари, финанси да може да опстане во таа конкуренција. Ти што помислуваше тогаш кога дојде крајот на твојата кариера? Ништо, ја викам тука останав, тука почнав, тука останав, пошто има пуба работе у електродистрибуција, у електроскопија, има плата. Жената ми работеше и она. Кај додам јас ја до прво. Која ти беше последната одбрана? Последната одбрана, па ти викам со Бор тука. Која година тоа? Тоа беше 73-та, така нешто беше. 72-та, 73-та беше. И тука е крајот на твојата кариера. Сега да ти кажем една друга. Не барат у победа Прилепска, може се врата малце, нели? Врати се. Така. Со Торбаков. Цобе Варда го знаеш, нели? Тоа едно време во вилата горе ги слуеше и кога доаѓа вие големите и Тито покојни сите го доаѓа, он ги слуеше таму, келнер беше. И тој ти вика дека победа е заинтересиран. Не, он е од Прилеп, али наш навијач. Се е со нас. Ни купувал и опрема, ни купувал од него. Толку бил заљубен со ми. Цобе, кај не носиш бе? Знаеш ако разберат овој од автокоманда ќе те утепат. Па вие не може да кажете кај ќе ојте се. Јас му обеќав дека ќе ве носам таму. А тоа е ваша работа. Дали се договорите, како се договорите. Ја ве носам да земете паричка. Одека пара не може да земете. И се наоѓаме со Данчо, ќе одиме ли? Додиме вика. А Данчо сам со мајка му беше, друг немаше он, ни сестра, ни брат, ни татко немаше, сам со мајка му беше, да со живееш во автокоманда. Се качиме со Марио шинобусот со Цобе Варда, одиме у Прилеп, се симнаме, отидеме у хотел, тој у центар, што ме таму, како му го вика, не сум била. Отидеме таму, а им беше тренер Качунковиќ тогаш. И седнаме, донесо што ќе пиете, што ќе пиеме, ништо што ќе пиеме, не знаеме главата кај не, он ќе тера за пиење. Само викаме кој дое време се вратиме назад. Шинобусот колку сат има за нас. И дојде еден со кола неземан, однесе у Тутумскиот комбинат, таму тренира Победа. И отидеме таму, Дорвашанов тогаш беше тијавија тогаш. Има екипа само со, не знам кој голман, Гигичевски или како има еден голман, тој беше више, при крај беше. И влегам на тие, гледаме шутираат, мават, кој знае селска работа, кој не видел нас. И не вратија назад па у хотелот, у едно сопче таму не пикнал, тоа сопчена маса наместено све за јадење, за ова. Варда седе, Дачо седи, јас седам, така беше, дојдат ја од управата, дојде и Качунковиќ и председател на клубот. Се упознаме со сите, правиме муабет, шо услови, како и услови за... И ја го дирам Дачо с рога, кажи ми нешто. Каже ти се ика поискусен од мене. Шо да му кажам ја? По колку пари да му земе? Само ќути. Дачо, кажи ме, ќе оставим име или ќе се одим, бре? Не, бре, не сака збор, уста не отвараме. И они не викат, побарате, зашто ако не посакате повеќе? Вас е срам да побарате пари, отидени за тоа. Не знаме колку да побараме, да ни му речеме голема сума, че имате ли памет вие? А ни кај сме више милион да му речеш, не знаеме што е милион. Така ли? Што ние, вама од клубот? И што викате, дај, ние не можеме да се пазариме, да си се вратиме. Зала некој динарче од некој, од каде пари имаш, од кој ти даеше пари? Викаме пола година бидите, вика ако и свиѓа, продолжиш, ама со стан како
Не берите гале за стан. У хотелот има соба, ќе спиете тука пола година, тука ќе ајдете, ќе доаѓате на тренинг. Што да правиме? Ај ќе размислиме, па ќе ви јајме. Тоа беше најголемот да се извадиме. И избегавте и не отидовте во победа. Ќе ви се јаме да се договориме со домашните, пошто имаме и родители, имаме фамилија, имаме да му кажеме дека од утре друг ден, оди му Прилеп, се доаѓаме дели, ќе доаат пример четврток, нема тренинг, ќе дојдеме, се видиме и се вратиме нас. Флагаме у Воско, почна Дорбаков да пее. Шо е бе, Данчо? Ќути не остана. Па не, врза бе, Данчо, викаме мајка. И добро, тој продолжи после работнички, а ти полека... А јас, оки, ако играме со Турска... Помислуваш на откажување и 73-та се откажа. Ја у Турска, кога играм утакмицата, ти викам, имам најболја оцена од сите 22 души. И кога се враќаме со автобус, треба да прескати, го кажам, само избрзаме маца. Флагаме со автобусот, тоа фери бротли, што е натре, со се коли што флагат. Да у Босфор, да го поминем од друга страна, да не се врти од друга страна, многу и модел преку тие мостови. И тој што ни беше воѓа пута, знаеше и македонски, тој некој туку Скопје изгледа беше некој турчин некој. И ми вика мене Лазов, те барат, вика горе, овие што се, како ги викат горе, овие, монари што се, пилотите, како ги викат. Капетаните, а? Те барат горе, вика да те видат, вика кој е тој Лазов, што има, вика 5 звезди, вика оцена голман, вика. И се качиме нагоре, се качиме, седавме со столче, тие напред вакото. Се упознав ја со сите и ми вика, свака ти час, вика, знаеш, овој ми приведој. Да. Па викам, слушај, добри луѓе, добар фудбал. Зашто? Па викам, доста има наши тука, викам, македонци што живеат, викам, со многу луѓе се виду, викам, што знаат македонски, у Скопје живеели. И ми доваѓа мене после, добро, заврши тоа, пак се симнав доле, излегаме другата страна, и ми доваѓа мене едно писмо, и реко на жена да го чува. Да одиш таму на разговори, да брадиш во Турција. Не само јас. Тој таму пишал, Лазов, дојди и донеси уште еден играч центар халф, одбрамен играч. Донеси, дојдете 20. Шо услови барате, се ќе биде исполнето. И ти ништо. И ја од тука кога да викам се со мене на Јоти. Кај отидо на Јоти да бъде. Викам Јоти, ајде прочитай го писмото, викам. А на Јоти сум му кум, ја го венчав на свадбата, децата ја му ги крстев. Добро, и сега пропадна. И Јоти го гледа тоа писмото, те вика бе, мајката сега турски ли чучи ми вика бе. И ајде, пропадна и... И тоа, пропадна. И ти си ја заврши кариерата, почна во автокоманда, заврши таму. Шанса имав и у Вардар да идам. Знам дека имаше поканија, Победа, Вардар и другите клубови од Македонија, затоа што беше на вистина добар голман и се прослави со одбраните. И Кире Дојчинот и Зоран Слонот, и Зоран го знаеш не. Дојдоа кај мене радијатор ми вика, слушај Кирка, ајде бе, дојде, вика у Вардар, ќе дојде некој србин ќе дојде, сака да каже. Дојди. Коки и он те бара, вика. Зашто Коки е при крај Милошевски, он тогаш бранеш, у топ форма бранеш. А резерва беа Мите Атанасовски од Команово и Перко. Тројца беа Фишович. После Мите забрани стандардно. Па стандардно, затоа што Коки... Да. Коки се повлече, Мите... Се повлече, па не можеше човека да... Отидам на тренинг. Чичко Илија и Чичко Владо двајцата ми даде копачки, ми даде опрема. Владо за копачки или економ? Опремата. За опремата. Одма тука ќе беше од лева страна, прво беше Илија. Владо, Илија таму бе, да. И, ама што тука тогаш помошот да го направија и на долната страна од таа уште имаше насипа своеш. Да. Кашо го рамнија. Хуго седнат на тоа во риче што е така, со бела новина постанов, ставено одделот од црно оддело, бела кошла, тегет пантлони се дотеран. И ми вика, оди мали мам, отидов ја таму кај него, ми даде два фудбали, ми даде фудбалите, работи вака, сега дали ги пратам двата фудбала да ќе ми избегаат од раците. Да. Се симна доле, расшири ги ној, ќе ме фрли ми ној, ја мачка.
Да. Фрлим од вас так, фрлим од вас так, мало. Слушам Алека. Узми спремо, каже, сутра испод Метропола, тогаш под Метропол се тргаш. Идемо на припрему струга. Без окей, кој ми рече, идеме на припрему струга, а цела автокоманда обеса на жиците која риба, знаеш, кој ќе се фати у некоја секме, викаат по мене, немој да одиш, че зали за... Пропадли тоа. Кога да ми секао ногите, ја од тука се соблеку, кома од Дувна, пешки до автокоманда. Да отиде тогаш у Вардар. Што викаш, овде е за мене, што? А јас сега со Мутов сме секој ден заедно. Му викам, Мутове, ако не бев јаве ти, Ченка ќе береше сега, викам му. Во Срем ќе остане. Во Сремска Митровица ми. Тоа вика, никад нема да те заборавим, викаме. Тука секој ден се гнеме со него. Добро. И таа шанса пропадна, Зоки, седи викам тука до крај и готово. Добро, си остана голман, си остана во сеќавањето на љубителите на фудбалот, не само во автокоманда, туку и во Скопје и во Македонија, па еве и во Југославија со тие одбрани за аматерската репрезентација на порарешната држава. За нашите гледачи на крајот да кажам дека тоа беше нашата фудбалска легенда Кирил Лазов, популарно наречен Кирка, и ден денеска како Кирка го знаат љубителите на фудбалот.